Димитар Ковачевски треба да се повлече од функцијата, тој не само што дезертирал, туку и не е искрен, вели лидерот на ВМРО-ДПМН. Христијан Мицкоски додава дека премиерот во рок од неколку месеци излезе со две различни оправданија зошто не бил дел од армијата. Затоа што во јавноста се појавија две контрадикторни тврдења од страна на Ковачевски, тоа е дека најпрвин како оправдание го користеше своето образование, бидејќи го завршил факултетот, па се запишал на постдипломски студии, потоа кога ги завршил тие постдипломски студии, веќе војниот рок од служувањето било не било веќе задолжително и заради тоа тој не бил, за да неколку месеци потоа, 8 месеци потоа, даде изјава дека имал медицински пречки и не можел поради тие хируршки интервенции да присуствува. Факт е дека тој дезертирал, јас сум 3 години помлад од него, и јас магистрирав и како магистар се пријавив доброволно во 2003 и 2004 година и го служував својот воен рок во гардискиот батальон. Од опозицијската партија денеска побара и кривична одговорност за Димитар Ковачевски, зашто според ВМРО-ДПМН тој со лажење е избегнал законската обврска за служење воен рок. Сметаат и дека мора да и се извини на јавноста, бидејќи како што велат, тој станал премиер правејќи се трајно неспособен тогаш кога државата го барала и кога и бил најпотребен. Ги повикуваме надлежните институции веднаш да поведат постапка за утврдување на деловната способност за премиерот и со истата веднаш да биде запознаена јавноста. На трајно неспособни или на лица кои лажеле за да избегнат служење на сопствената држава, не може да им бидат доверени највисоките државни функции и истите мора да одговараат кривично доколку со лажење се стекнале, односно ја избегнале законската обврска. Од СДСМ и денеска без конкретен одговор на обвинувањата од ВМРО-ДПМН. Од владеачката партија преку соопштение вела дека овој скандал бил само дефокусирање на јавноста. Мицкоски во јавноста го пушта Драган Ковачки, дезертер од армијата и лице кое пред неколку години добило кривична пријава за фалсификување исправа. Ете колку е очаен Мицкоски. Негови соработници со сомнителен кредибилитет излегуваат во јавноста да шират невистини со цел да го дефокусираат вниманието. Министерството за одбрана индиректно ја потврди автентичноста на белешката во која за Димитар Ковачевски пишува дека е трајно неспособен, а која исплива на социјалните мрежи откако соопштија дека била објавена воена тајна, односно строго доверлив документ. Премиерот пак во рок од неколку месеци излезе со контрадикторни оправданија. Сега вели дека во 2001 имал хируршка интервенција, а пред само неколку месеци тврдеше дека не бил дел од АРМ затоа што студирал и магистрирал.